Владата се грижи за младите и за подигање на нивниот стандард, рекоа денес на пресконференција од Штипскиот огранок на СДСМ, презентирајќи го новиот предлог закон за младински додаток. Истиот предвидува по 3000 денари месечен надомест за млади кои се вклучени во производството. Со младинскиот додаток поттикнуваме вработување на младите лица во дејноста на производството по завршување на средното образование. На овој начин, истовремено, придонесуваме за подобрување на нивниот животен стандард и ги задоволуваме потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила. 3000 денари месечно младинскиот додаток ќе можат да користат сите млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование и кои се во работен однос со социјално осигурување во производствената дејност, млади ангажирани кај работодавач од производствената дејност, преку приватна агенција за вработување и како млади земјоделци со социјално осигурување. На ова реагира од ВМРО ДПМНЕ. Владата на Социјалдемократскиот сојуз блефира. На неколку месеци пред падот ветуваат мерки кои не ги исполнија во изминатите 3 години, но еве сега дојде време истите да стапат на сила. Младите веќе со години масовно се иселуваат. Социјалдемократскиот сојуз нема план и стратегија да ги задржи, па на неколку месеци пред крајот на мандатот се расфрлаат со популизам. Владата ветува младински додаток, градоначалникот ветуваше младинска гаранција, но и едното и другото се само празни зборови со кои ги манипулираат гласачите. Ова, а и другите лажни мерки со кои неплански го обременуваат државниот буџет, нема да им донесе политички поени, туку само гнев на народот поради лагите во кои тонеме изминативе години.